Пред да почнеме со отворањето на изложбата, би сакала со едноминутно молчење да ја дадеме почит на нашата млада, почината, неодамна почината колешка, нашата ценета колешка, етнолог Кети Ванчева. По повод утрешниот празник, 11 октомври, нашава организација, денот на востанието на нашиот македонски народ, нашава организација традиционално организира ликовни изложби. Во оваа пригода имаме можност да видиме колажи од ликовниот уметник од Прилеп, Александар Джинго, кој за жал во оваа пригода се уште мислам не е меѓу нас, од оправдани причини. Всушност, почитувани, Александар Джинго е роден исто во Прилеп 1976 година. Уметничкото образование го започнува 1991 и го завршува 2003 година во Скопје, крајно како магистер на ликовна графика. Во текот на годините се занимава со повеќе ликовни дисциплини покрај графиката, ги негува сликарството, модниот дизајн и костимографијата, во кои ја манифестира својата креативност и имагинација. Уметноста во целост е главен двигател во неговиот живот и таа ја докажува преку многобројните самостојни и групни изложби, биеналиња за графика, учества на ликовни колонии и така натаму. Александар Джинго, почитувани, воопшто истражува во празниот простор, од каде што дејствува и трансформира, за на крај да обликува своји уметнички сцени. Джинго при создавањето на своите дела пристапува кон детална тематска, техничка и естетска анализа. Од тука произлегува структуралниот пристап кога се говори за неговото творештво. Неговата интелектуална љубопитност создава препознатлив печат, а тоа е спојот на графичкиот дизајн и ликовната уметност. Авторот се определил за техниката колаж како процес на експериментирање кој нуди неочекувани креативни ресурси. Основната ликовна синтагма на овие уметнички дела е интеракција на колоритната хармонија и акустичноста на ликовите. Најнеограниченоста слобода е чистиот уметнички израз. Уметникот се чини дека намерно го прекинува обидот за диалог на ликовите со публиката. Тие одбиваат прашања, не нудат одговори, а изразите на лицата одговараат рефлексии од сопственото искуство. Најмокната метафора кој овие дела успеваат да ја произведат е експресионизмот, добиен преку едноставна, прочистена форма на линијата, префинетост на цртежот наспроти колоритноста на светот, во кој ги наблюдуваме ликовите. Концептот е постоечки. Авторот решил на ликовите кои ги прикажува да им ја одземе реалноста и во моментот кога некој ги наблюдува, да им овозможи нова реалност. Желбата за идеализирана убавина на ликовите, како видлив атрибут на композициите, е видлива преку лесно нагласените движења со кои се поставени контурите на фигурите, наспроти колоритната симбиоза на колажот. Во даден момент просторот околу фигурата го редизајнирал не во слика, туку во претходно осмислен синхрон настан, кој се реализира во моментот на перцепција. Во неговите дела, почитувани, секогаш е присутна постојаната акумулација на сопствените идеи и потребата по целина. Колажот е основната движечка сила во делата, а преку комбинирање на бои, материјали, успеал на фигурите да им даде живот, дефинираност и перфекционизам во новата реалност, каде што се затекнати. Авторот го правдува тоа преку одлучувачка линија на цртежот и преку одличното познавање на илузијата на текстура во визуелната уметност. Таа инспирација, тој самоволен диалог меѓу фигурата и просторот, меѓу авторот и ликовите, кои херметички ги затворил во своите дела, концептуално нудат решение за создавање на нова реалност. Целта и уместноста на овие дела е што миметички придуваме кон нив, бараме убавина која лесно и одамна е заборавина, бараме начин да се наблюдуваме и препознаваме. Оваа изложба, почитувани,
е обид да ја препознаеме провокативната идеја на ликовите на новата реалност, во која сега и ние сме активни истражувачи. Преку физичките и оптичките квалитети на овие ликовни дела, треба да препознаеме прототипна, чиста, изворна форма, се уште без влијанија, а тоа е идејата на убавината, која постои сама за себе.